беше еден од најпопуларните председатели кои што Соединетите Американски држави ги имале. Доналд Трамп е исто, можеби повеќе популарен од Обама, но често поради неговите, за сега можам да кажам, изјави или пак, што е најважно, отпуштање од работа или луѓе кои што му заминуваат од администрацијата. Најнова оставка во администрацијата на Доналд Трамп е она на Джеймс Матис, американскиот секретар за одбрана. Со нас е Дејан Андоновиќ, кој што редовно ги следи овие светски случувања. Особено ова околу Трамп, речиси секој втор ден имаме по некоја, да кажам, невообичаена вест или настан што е поврзано со председателот на САД, што е невообичаено, бидејќи ваков председател немале со толку многу давање на откази, но самиот, како што кажа, но и напуштање на неговите први луѓе. Конкретно Джеймс Матис е еден од првите луѓе на таа администрација. Од прилика околу 100, над 100 луѓе имаат заминат од администрацијата, што блиски луѓе од самиот кабинет, што на челни позиции на американската политика. Третиот ешелон, да. Па Джеймс Матис беше од првиот ден, беше со председателот Трамп и сите оние политики именувања кои ги правеше Трамп, учествуваше и самиот Джеймс Матис, но Матис е последниот, ми се чини, од оние кои му опонираа во кабинетот и кои му велеа дека тоа не е така и се противеа. Сепак на крајот председателот нели ја носи одлуката, но оценката на нашите колеги аналитичари е дека со заминувањето на Матис во кабинетот на Трамп ќе останат само луѓето кои климаат со глава. Добро, и Матис самиот вели, можеби редно време е на моје место да дојде човек кој што ќе има поусогласени ставови. Да, во своето писмо тој многу интересно му напиша на Трамп: вие заслужувате и веќе конечно заслуживте да имате секретар за одбрана или прв човек на Пентагон, на американската одбрана, човек кој ги има истите ставови како и вие, господине председателе, на некој начин саркастично и иронично, бидејќи е познато дека Матис за многу работи во одбранбената и надворешната политика на Соединетите Американски држави не гледа исто со председателот Трамп. Како капка ми се чини која прели чашата беше вчерашната одлука на Трамп, кој преку Твитер најави дека американските трупи се повлекуваат од Сирија, што доведе до огромни негодувања и во воената, и во дипломатската сфера на Соединетите Американски држави, па дури и вчера рускиот председател Путин, кој на некој начин би требало да му одговара сето тоа во Сирија, што се повлекуваат американците, на некој начин ја искритикува одлуката на Трамп, што се повлекува од Сирија, бидејќи исламската држава е можеби поразена, но тоа не значи дека не може да се ревитализира и повторно да се формира и повторно да ги почне оние успеси на освојување на територии во Блискиот Исток. Ова ли е конкретната причина зашто? Па не, можам да наведам неколку причини, сите од прва до последна. Први, Матис, како поранешен генерал, кој беше во НАТО, генерал Джеймс Матис беше командант, шеф на НАТО силите за Европа. Не можеше да се согласи со Трамп за оние негови критики на НАТО алијансата, дека НАТО е минато, дека НАТО нема да постои доколку другите држави не плаќаат, ако се сеќаваш на неговите изјави, бидејќи Матис како поранешен генерал во НАТО смета дека европските сојузници се многу важни и европската одбрана. Потоа, Матис не се согласуваше со Трамп за она, се уште би рекол, чудна посета на Трамп со Ким Јонг Ун, каде што наводно ги смирија односите со Северна Кореја. Не ја гледаше иднината во таа средба, што може би се покажува дека вистинито, бидејќи освен тие сликања и посета дека бил на некој начин историска средба, зборам со Ким Јонг Ун, ништо на терен немаме, уште се произведува нуклеарно оружје во Северна Кореја. Исто така Матис беше против најавите на Трамп за тортура и мачење на заробеници, исто така се противеше против имигрантската криза која ја најавуваше Трамп, за да не се пуштаат мигрантите да ја поминуваат границата. Има уште и околу договорот со Иран, нуклеарниот договор со Иран, Матис беше голем критичар, пошто ги следам состојбите, ми беше многу чудно кога САД одбија да го потпишат нуклеарниот договор со Иран, а секретарот за одбрана се противеше на тоа, што беше своевиден куриозитет во поновата американска историја. Сето тоа ми се чини се собра, а дополнително ова со Сирија. Дури има американските медиуми почнаа малце саркастично да се шегуваат со Трампа, му напиша: господине председатело,
господине председателе, од погрешна војна ги повлекувате војниците, алудирајќи дека војниците треба да останат во Сирија, но треба се повлечат од Авганистан, бидејќи таму се 17 години, а ништо не направија во смирување на таа држава. Дејан, со оглед на тоа што во наредните денови сигурно ќе излегуваат се повеќе информации за тоа каков бил личниот однос на Матис и на Трамп, се знаат ли односите меѓу нив двајца пред оваа оставка? Да, и всушност само да се надополнам на прашањето дали евентуално би се знаел периодот и може би некоја конкретна причина која што нели го запалила фитилјот, ако може така да се каже, предходно. За сега зборувавме, може би за оставката, меѓутоа од кога стартува антагонизмот? Антагонизмот, повторно ќе кажеме, ми се чини дека каменот на сопнување беше токму односот на Трамп кон НАТО. Бидејќи Трамп смета дека сојузниците на НАТО, ако не плаќаат, не му ни требаат, Соединетите Американски држави можат сами. Трамп не верува во долгорочни решенија, гледа во материјализам, наспроти неговите околу него се работи за еден генерал кој е со 4 звездички, што е нешто врв во американската армија, во хиерархијата, човек кој цел живот го посветил на тоа и добро знае што значи светски одбранбен блок. Исто така геостратешки не се согласуваше дека со Иран треба да не се потпише тој нуклеарен договор што предизвикува големи тензии на Блискиот Исток, што може да биде вовед во некоја поголема регионална војна. Од друга страна, тоа со мигрантите и со Мексико. Матис не се согласуваше, тука нема хумана компонента, бидејќи ги знаеме извештаите дека полно пати во Соединетите Американски држави поминуваат деца без родители или родители без деца. Тоа ниеден од тие големи политичари со голем ков не би си го дозволиле. Да не зборувам за она мачење на војните заробеници кои исто така Трамп прекјутно го дозволува на некој начин, што за американците, особено за војската, онаа еснавска војска не е по некои правила. Затоа велам, одамна... А односите со Русија може исто така да имаат влијание? Па имаат огромно влијание и односите со Русија. Јас пак ќе кажам, одлуката да се повлечат војниците од Сирија искритикува вчера Владимир Путин, го искритикува Трамп. Но она што е интересно и не е куриозитет, но го него спомнавме, е дека во образложувањето на неговата оставка е се тоа што го реков. А Доналд Трамп само напиша дека Джеймс Матис има 68 години, посака да оди во пензија и можеби си почувствувал дека му е време да се занимава со толкава политика, нека му е со среќа, ќе најдеме друг. Тој ќе остане на функцијата до февруари следната година, така да до тогаш веројатно Трамп ќе најде некоја негова замена. Но ова подгревува и нешто друго. Полека блиските сојузници на Трамп го оставаат, зборувам неговите сопартици. Да се подсетиме како дојде на власт Трамп, јас ми се чини, ќе бидам слободен да анализирам и да предвидам дека има уште 2 години до крајот на мандатот, дека на Трамп уште не му се случи импичмент. И се уште се надева дека, односно сигурен дека ќе освои втор мандат. Па според ова, како што се движат работите, резултатите, односите лични, неговиот личен каприц, ја ќе повторам, Трамп е првиот претседател кој материјалистички гледа на светот, а не гледа геостратешки, што не е одлика на неговите претходници. Јас добро се сеќавам кога ги назначуваше сите оние луѓе во својот кабинет за Джеймс Матис, она познат негов прекар, Мед Дог или Лудото куче, кој што ги предводеше американските војници во 2004 година во Ирак, во Фалуџа, една од најкрвавите битки. На Трамп му беше секако нагласено дека Джеймс Матис е генерал кој што и tekako ќе му заврши работа во неговиот кабинет со оглед на тоа што ете ви двајцата на некој начин се, како да кажам, екстремни во ставовите. Значи во неговиот оној слоган Америка пред се, еден дел се јасни работите, но еве коментарите доаѓаат Америка пред се. Сега го ги повлекувате од Сирија војниците, као сте завршиле работа, нели? Од Авганистан не ги повлекувате. Зошто? Во Авганистан војската е повеќе од 17 години стационирана и таа нема некоја улога во смирување на некои настани таму, ниту пак таму има војна да има толку војска. И сега јавноста се прашува, американска пред се, односно зборувам за медиумите. Зошто се повлекуваат војниците од Сирија, каде што се уште има воен конфликт,
А зошто не се повлекуваат од Авганистан? Истото прашање, што е намерата на Трамп? Да, он ги повлекува војниците, но тоа не е својствено за американската политика. Затоа ќе цитирам еден од нашите колеги од пред 2 недели, каде што самиот кажа секој американски председател има своја некоја војна, а на Трамп војната е војната со мигрантите. И Андоновиќ, пред крај, што се пишува по американските медиуми, или можни шпекулации, може би имаш и ти некои твои информации во однос на можни наследници сега на оваа позиција на Матис? Јас мислам дека се уште нема, барем до сега, никакви имиња и никакви шпекулации, бидејќи оваа негова оставка ми се чини дека ги изненади сите. Гром од ведро небо? Да, и јас мислам дека пред малку го реков тоа, слободно размислувам, анализирам и шпекулирам. Мене ми се чини дека Джеймс Матис можеби нешто знае и се повлекува со време за да си спаси својата политичка кариера. Да, остануваат отворени прашањата, секако остануваме и ние, вклучително и ти, посветени на анализите. Тоа ќе ги следиме, состојбите ќе видиме. Многу е тешко да се предвиди политиката, особено американска. Добро, Јана, тука некаде завршуваме со колегата. Да, го завршуваме овој дел од разговорот со нашиот колега Дијан Андоновиќ за случувањата во светот. Правиме кратка пауза, па се враќаме повторно назад во студиото со нашиот следен гостин и разговор.